Летниот период е време кога децата имаат повеќе слободно време за активности и работилници. Токму затоа едукативниот центар Smart Lab организира најразлични видови на работилници, како и летен камп, каде што децата може да научат многу, како низ игра, низ дружење, така и низ големиот број на работилници кои што се одржуваат овде. А што поточно представува овој летен камп и што точно овде децата може да изучуваат низ игра и дружење, ово утро ќе дознаеме од Александра Божиновска. Ќе посакам добро и убаво утро. Веќе се тече летниот камп во едукативниот центар Smart Lab, скоро еден месец речиси како што функционирате. Што представува овој летен камп? Добро утро, Ивана, најпрво пред се. Ти благодарам за можноста да бидеме дел од вашата утринска емисија на Алфа. Поздрав до сите гледачи на Алфа телевизија. Баш ми е драго што се одлучивте да снимиме еден ваков прилог од типот на што прават дечињата за летниот распуст и што се случува во Smart Lab за време на летниот период. Многу ни е драго затоа што Smart Lab е место каде што дечињата кога доаѓаат не е само дека ги носат родителите бидејќи се на работа и нема каде да ги остава децата. Туку навистина се трудиме времето поминато тука да им биде квалитетно, исполнето со многу дружења, со многу активности, со многу знаење. Да, каков тип на работилници се одржаа во периодов, но и какви работилници следат? Денес ќе имаме можност да ги запознаеме гледачите со една прекрасна работилница каде што децата ќе се запознаат со растенијата, со деловите на растенијата, но ќе имаат можност секако и декоративно да ја украсат саксијата на цвеќето. Постојано се трудиме да бидеме иновативни, односно да бидеме што е можно покреативни и секој ден да им биде исполнет на дечињата со многу активности, меѓутоа сепак тоа да биде секој ден различно и сепак работиме по STEM методологија, каде што се трудиме дечињата да осознаат, односно да дојдат до нови сознанија, да дознаат нешто ново и да научат нешто ново. Така да, имаме активности од типот на еден ден учиме архитектура, па градата се лего инженери, друг ден имаме детективи, учат што е детективи, што е форензика и целиот тој процес на тој правец. Потоа имаме навистина доста интересни арт моменти, како што е на пример и денес вклучен моментот со арт работилница, односно ќе се запознаат денес со растенијата, делови на растение, како се треба истите да се одгледуваат, како треба да се грижиме за нив, меѓутоа и ќе имаат можност дечињата да си декорираат, односно да цртаат своја саксија, истата да си ја понесат за дома, сепак да биде како еден дел, односно момент за сеќавање за летниот камп каде што го поминале и да ги потсетува на нивната креативност. Убаво е да не бидат постојано децата само дома, затворени во жишкиот период и пред телевизори со технологијата, на еден ваков иновативен и поразличен начин од она што можеме дома да им го понудиме. Како можат да се пријават, како дали можеби претходно е потребна најава или како функционирате? Значи, во текот на целиот летен период ние имаме постојано дечиња кои што гравитираат во зависност од летните одмори и како им одговара на родителите. Значи, може да се пријават на нашите социјални мрежи, на Facebook и Instagram, на Smart Lab Kids. Можат на нашиот контакт телефон 07091060000. Постојано сме активни, достапни, слободно, без никакви грижи. Значи, кога и да не исконтактираат, ние сме секогаш достапни кога станува
нели збор за дечиња, кога се дечињата во прашање, посебно овој летен период се трудиме нели да го избегнат тој момент со изложеност на екрани пред телевизор, на телефони, така да нашата нели најголема мисија е детето да дојде, да истражува, да биде љубопитно и нашето најголемо постигнување е кога децата ќе почнат да прашуваат, тогаш знаеме дека навистина сме на прав пат и сме ја постигнале целта, бидејќи нели поттикнување на љубопитноста кај детето е нешто што најмногу ни значи. Да, што е поразлично од останатите летни кампови, оно што се нуди овде во едукативниот центар Smart Lab? Видете, секој пат се трудиме да бидеме поразлични, веќе со долги години така функционираме, така и оваа година продолжуваме нели од игра и смеа до наука и забава, така да и оваа година се трудиме истото да го исполниме и оствариме, така да нашата најголема мисија е детето кога ќе си отиде дома да не си замине уморно, туку да си замине дома инспирирано, со желба повторно да сака да се врати во нашиот нели летен камп и едва и да чека да дојде да се дружи со дечињата, бидејќи и тоа е нели дел од нашата цел, сепак да ги научиме децата да бидат креативни, да имаат да се здобијат со нови знаења, меѓутоа и да научат што е тим, да работат во групи, да се дружат и да нели сакаат повторно да се вратат назад. И зошто деве доколку се двоумат нели родителите, зашто треба секое едно дете кое што е тука во Скопје во летниот период да присуствува на работилниците од вашиот летен камп? Јас би им дала една порака на родителите да ги пуштат децата на летен камп, затоа што навистина на детето му треба тоа, не е ова училиште и клупа каде што ќе седнат и ќе учат, туку навистина ќе стикнат нови пријателства, ќе имаат лето за паметење, нешто што навистина вреди да се доживее, бидејќи седењето дома и дружбата со баба и дедо може во било кое време од годината да има, меѓутоа ваквите моменти кои навистина за оваа возрастна дечиња им е и текако повеќе од потребна, тој социјален момент навистина им значи во овој период на развој. Да, и за која возраст се наменети сите работилници, од која до која возраст нели децата може да го посетуваат летниот камп? Кампот е наменет за дечиња од 6 годишна возраст до 12 годишна возраст. Програмата е така прилагодена за нивна возраст, значи секој ден активностите што се прават се различни и прилагодени за нивната возраст, меѓутоа најчесто дечињата што го посетуваат кампот се од 7 до кај 9-10 годишна возраст. Тоа се деца што се најљубопитни периодов и се некако најинспирирани да создаваат, да творат, да истражуваат, така да таа возрастна група периодов е најактуелна. Да, ви благодарам, Александра, на одвоеното време. Ќе имаат можности гледачите секако низ нашиот разговор да проследат што се работат еве на денешната работилница дечињата. Овде ви благодарам. Ти благодарам и на тебе, до следна дружба и имајте убаво лето.